Почувани пратеници од владеачкото мнозинство и од опозицијата, благодарам на сите овие дискусии. Секако сето ова што беше дискусија овде може да биде само здраво за нашето заедничко општество, за нашата земја, за почесно, попосветено и поуспешно служење на граѓаните, на владата која што овој парламент ја бира, променува, реконструира и слично. Беа кажени доста невистини, да не кажем дури глупости, последно беа кажени и работи од искусни политичари, кои што секако реално не сум очекувал, да се зборува невистини, што знам дека дури самите не веруваат, е право, но оваа говорница секако тоа го зборува, односно го дозволува. Јас најавив после првиот круг промени. Промените се случуваат согласно чувствата и перцепциите на граѓаните. Се случуваат и во мојата политичка партија, заради тоа што имаше членови на владеачката партија, кои што се членови на раководство на локално ниво, па и на централно ниво, кои што покажуваа манири на локални шерифи. Односно, нема доволно слух за граѓаните и сето тоа милето на перцепцијата за владеачката партија Социјалдемократски сојуз, како и промените кои што ги правиме и во извршната власт. Овие промени во делот на реконструкцијата на владата се само дел од промените. Впрочем, реконструкција на влада е до не повеќе од 8 луѓе. Над 8 луѓе е нова влада. Еве, предложивме промени на 7 луѓе. Следуваат промени во делот на заменички министерски места, но и директори на централно ниво, како што реков, директори на подрачни единици, директори на државни јавни институции кои што имат свој импакт на локално ниво, регионално ниво и така натаму. Севкупно, оваа промена има за конечна цел подготовка во период кој што според мене е драгоцен и не треба нашата земја да го пропушти, треба да се подготви со сите своји максимални капацитети да го искористи. Таков период се случувал во сите земји кога станувале членки на НАТО или кога отварале поглавијата во Европската унија. Јас сум убеден дека до крајот на годината, декември, имаме огромни шанси да станеме членка на НАТО. 20 земји веќе го ратификуваа протоколот за НАТО. Убеден сум дека ќе отвориме поглавијата до крајот на годината. 23 и 24, што представува символично после 15 години скоро, конечно отварање на преговорите кои што нашата земја толку долги години ги посакува. Во еден ваков период треба да се посветиме максимално на севкупните реформи во државата, со максимален импакт, за кој што верувам дека најголемите реформи се во нашата поединечна лична одговорност, прво од премиерот, министрите, но понатаму и на сите граѓани во ова наша земја, да го зголемиме својот капацитет на продуктивност, одговорност, честност и посветеност, но секако ова е драгоцен и непропушлив период на кој што мораме да ги максимализираме сите ефекти, за граѓаните да може да ги почувствуваат сите тие ефекти. Јас го имам и досега целосното право како председател на владата да влијаам, да се мешам, да управувам, заедно да раководам со министрите во владата. Мојата амбиција да раководам со Министерството за финансии до избор на нов министер не е да подпишува, не е да правам нешто што министер би го правил. Амбицијата е да ги максимализирам моите односи на одговорност преку преземањето на сериозни, крупни одлуки, кои што може би и досега никој не ги размислувал и не ги превземал, апсолутно рационални, одговорни, но и случајно кои што треба да донесат бенефит и придобивки за сите граѓани во ова наша земја. Целта на реконструкцијата се пред се интересите на граѓаните и на државата наша. И ништо повеќе. А легитимни се и политичките цели на ова парламентарно мнозинство, знаејќи дека конечно декември ги исполнуваме двете наши стратешки цели, за кои што ќе признаат сите презедовме храбри чекори, ние од владата, но и мнозинство од 81 пратеник овде, за да конечно станеме членка на НАТО, за да конечно отвориме поглавја и преговори за нашата земја, за да конечно тргнат и дополнителни фондови, од кои што бенефит ќе имат нашите граѓани. И логично и политички е исправно ова политичко раководство да излезе пред парламентот вака поставен на исполнување на политичките цели, да ги исполни до максимум
до максимум Палендерев. можно сите економски Довршете ефекти, мислата. ја довршувам мислата председателя, сите максимално економски ефекти, од кои што напоменувам и потенцирам бенефит, ќе видат граѓаните на оваа наша земја. За секако, 2020 која е изборна година, да се позиционираме повторно добро и да добиеме Палендерев. уште еднаш подршка од граѓаните на нашата земја, за да продолжиме во овој дух, да ја водиме земјата, да победиме на изборите, честно, Премиер отчетно и Палендерев. одговорно, секако да продолжиме да им служиме на граѓаните.